Имала мајка 10 сина или Ѓорги Грозничев е тажна песна во која што е прикажана неправда кон едно болно чедо од својата мајка. Мајка која што без никаков срам го брка своето дете од нејзиниот дом, бидејќи ги грдело нејзините дворови и нејзините останати 9 синови. Оваа песна е доста долга и мислам дека нема подолга народна песна во Македонија. Испеана е од страна на Васка Илиева. И оваа песна има 14 строфи. Песната е во вид на диалог. Во неа е присутен народен јазик. Мотивите во оваа песна се отфрлање, клетва, страдање, издржливост, казна и покаяние и трагично препознавање. Па ајде да започнеме со анализирање на оваа песна. Имала мајка, имала, до 9 сина убави, 10 ти грозен Ѓоргија. Ѓоргија беше болнича. Мајка на Ѓорги говори: мани се Ѓорги од куќа, да не ми грдиш дворови, да не ми ругаш синови и високите сараи. Ѓоргија мајка молеше, дробни си солзи ронеше: оф леле стара мајчице, нели сум уште малечко? Пусти патишта ке сгрешам, во гора ке се изгубам, цверови ке ме изеда, без тебе мале ке видам. Мајка на Ѓорги говори: мани се грозно глупаво, мани се веќе од куќа. Више те мајка не сака. Во првите 4 строфи представено како една мајка имала 10 сина, од кои 9 се здрави, а еден е болен и грозничен. Неговата мајка не го сакала и го бркала од дома, за да не му ги грди незините дворови, незините здрави синови и високите сараи. Па зарем материјалното да е пубаво од собственото чедо? Па зарем материјалното е повредно од синчето? Зарем нормално е деца да ги делиш? Едно да не го сакаш, а другите да? Не би рекол, но за жал има и такви кои што размислуваат спротивно нормалното. А кутриот Ѓоргија, тоа невино и чисто душиче, ја моли незината мајка да не го прави тоа, да не го брка, а таа со грубост продолжува по нејзина. Тука се наметнува прашањето: која мајка би го ставила своето мало чедо? Која нормална мајка би направила таква неправда? Навистина, тажно и жално. Продолжуваме понатаму. Виде не виде Ѓоргија, дека го мајка не сака. Пак мајка си ја замоли: дај ми ги мале плячките, крпено и некрпено. Татко ми што ми ги кроил за убав ден и великден. Мајка му плячки isfрли. Ѓорги од куќа излезе. Кога ми Ѓорги излезе, луто си мајка проколна: оф леле стара мајчице, кога од дворови ќе излезам, црна чума да влезе, сарај да ти побута, дворови да ти запусти, синови да ти потепа. Сама ти мајче да останеш и за Ѓоргија да кукаш. Мајка му наместо да му ги даде работите, од неговиот најверојатно мртов татко му ги фрла, а Ѓоргија луто ја проколнува. Тука ги спомнува неговите браќа и му посакува смрт. Можеби затоа што и тие биле како неговата мајка, бидејќи никаде не се споменува дека тие се обиделе да ја спречат по незината лоша намера. Шетал се Ѓорги погори и по планини. Слегнал се долу селата, ценил се Ѓорги овчарче. Слугувал 9 години. Ѓорги печалил до 300 овци јаганца. Станал ми голем чорбачи. По толкањето Ѓоргија вредно и честно работел и си заработал парички, но еднаш се Ѓорги нажалил за својата стара мајчица, за 9 браќа убави и високите сараи. Тоа покажува дека иако ги проколнал, сепак во неговото срце била присутна љубовта за неговата мајка и неговите 9 браќа. Во последните строфи имаме заплет во самата песна. Собрал си Ѓорги овците, кинисел Ѓорги пристигнал. Кога ми дома пристигнал, мајка пред порти седеше и за Ѓоргија кукаше. Ѓорги на мајка говори: оф леле стара мајчице, имаш ли конак за мене? Ноќеска да си преноќам, па утре ќе си заминам. Мајка го Ѓорги не позна и на Ѓоргија говори: оф леле синко Делија, имав конаци високи и дворови широки и 9 сина убави, 10 беше Ѓоргија.
Ѓорги ми беше болничар. Јас си на Бога погрешив. Ѓоргија си го испадив. Кога ми Ѓорги излезе, луто ме проколна. Како ме Ѓорги проколна, пуста ме клетва доста се. Каде е сега Ѓоргија? Да си го мајка прегрне, мајкини гревови да прости, белки мајка ќе пукне. Ѓоргина мајка говори: Јас сум ти мајко Ѓоргија. Ѓоргија мајко најгрозен. Најгрозен мајко болничар. Тогаш го мајка прегрна, дробни си слози пророна. Прегрна мајка целувна и пукна мајка од жалост. Од овие строфи може да се види дека мајката станува символ на покојувањето и трагичната жртва на собствените грешки, чија казна е тотално уништување. Оваа песна носи морална порака, а тоа е дека родителот треба да биде со своето чедо и да му биде поддршка, да не прави поделба помеѓу своите чеда и што е најважно, да не го става пред се материјалниот статус пред своите деца, да биде заштитнички настроен, да биде негов ангел чувар и херој, а не негов душман.